Елена, добро вечер. Морам да ти признам дека прекрасно изгледаш. Како си поминуваш на оваа прекрасна вечер? Можам слободно да кажам една од најгламурозните во последно време кај нас. Да, прекрасно, убаво. Иако вечер имав два настани, со задоволство сакав и веднаш прифатив кога Лазаров ми спомна. Сакав да присуствувам навистина на овој настан, бидејќи морам да признам дека едно од најубавите интервјуа кое рекордни 3 сати траеше како што траат неговите подкасти, беше баш токму тоа интервју, првото за сега. Со него после кој што интервју или после кој подкаст добив, па јас не знам колку, можеби преку 500 пораки од луѓе. Сите беа со некаква прекрасна содржина, нешто некаде сме повлијаеле, па имаше многу емоција, дури многу ми наплачеле на тоа интервју, заедно со мене. Така што не беше тоа целта, интервјуто беше така, едно животно убаво интервју да направиме, меѓутоа кога е спонтано, кога се чувствуваш убаво како што се чувствува покрај Стефан, не може да искочи нешто што не е добро, така што морам да признам дека со задоволство и мерак сум вечер во овде. Елена, што би му посакала на Стефан, ете како негов соработник, можам слободно да кажам, и ете веќе го имаш запознаено во некое поблиско светло, што би му посакала во иднина? Па во иднина прво и основно имам една желба да славиме 50 години, ако бидеме тогаш подвижни, не знам колку ќе имам. Уште 50 на моиве, скоро 40, 90. Добро, ќе дојдам со бастунче. Така што му посакувам минимум 50, нели да дадам една нула на питката, а воедно ќе му посакам да некако си остане самиот тој главниот на оваа негова приказна, бидејќи многу често знае да додаде некој од страна. Не викам дека тоа не е интересно во одредени моменти, меѓутоа кога зборувавме со него баш тогаш на подкастот и му дадов таков совет, му реков ти си доволен сам со себе, имаш прекрасна публика, имаш навистина огромно влијание, нема кој не те знае, дечиња со него се сликаат, буквално многу, цела младина, па и повозрасните го следат. Така што нема потреба од премногу, да речам, други луѓе вметнување во неговата приказна, освен самите гости. Има има многу, да речам, интересни гости кои може да му бидат секогаш нели во неговите подкасти. Елена, што се случува ново кај тебе на поле кариера? Видовме некои песни, гледаме интересни настапи, дека нон-стоп работиш, нон-стоп си ангажирана, убаво изгледаш, има прекрасни стајлинзи, прекрасни фотографии, многу често ние знаеме да напишеме по некоја статија за тебе. Што се случува со Елена? Дали ни спрема нешто, некој видеозапис, некоја нова песна? Јас уште одамна спремав нешто што сакав уште одамна да го пуштам. Веднаш после Макфестовската ме боли за се, сакав да пуштам една прекрасна балада, меѓутоа да бидам наискрен, како и секогаш, имам еден проблем кој што морам да го решам, а тоа е здравствен, кој е поврзан со грлото, иако не потекнува од грлото, и сакам последниот период малку да се одморам, да го одморам грлото и да го пронајдам лекот за мојот проблем. Кога ќе го решам тој проблем, после тоа мислам дека можам и цел албум да ви отпеам и да очекувате. Сега за сега, иако имам веќе снимени песни, јас не можам ништо да не можам да ги довршам, не можам ништо да ветам за наскоро, така што како велат прво Чекај, имам еден гости. Не, стој Сергиј, стој, те молам да застанеш. Ја би сакал тука на лице место да ме го искоментираш стајлингот. Немој да го оставиш сега, треба да го одблокирам. Блокирани ли сте? Нормално, јас не го. Зошто? Си знае он зашто. Покажи си познати сите зашто сум блокиран. Си знае зашто ми беше еден од најомилените, кога почна да ме касапи по тотално неосновано по неговите емисии. Порано имаше една телевизија, постоеше така кај еден лик кој што исто така не ме сакаше. А он ме сакал, не знам зашто, тетка ме викаше, така, тетка? Тетка сум ја викал Елена и многу сум ја сакал и уште ја сакам Елена. Јас искрено сега ќе кажам, тоа што сум го мислел, сум го кажувал. Ќе кажам и што мислам за нејзи вечер, ама не тука. Ќе кажам во подкаст. Зашто имаш бели мингуши? Затоа што јас така сакам, затоа што не може се да биде секош ти како сакаш. Тоа е мое мислење. Тоа е мое мислење. Тоа не е петокрака од Тито. Тоа е орден, жено. Значи Елена ме сакала точно многу и јас сум ја сакал и ја сакам уште. Затоа што толку атрактивно нешто македонска естрада нема видено. Ја нема да заборавам каде бевме у
на некој фестивал во најверојатно од Црна Гора негде. Од Црна Гора, кај што го шиеше фустанот. Како да не те критикува човек, ма? Значи, ова е идиот. Она беше толку атрактивна, нереална, толку е сензуална, има све на неа што треба. Ти ми го шиеше фустанот. Ношпа. Има толку сексипил во неа, има све, ама е по некои прашања од мала е таква. Била тенеке, тврдоглава. Незината тврдоглавост не е дека ја знам све, ама незината тврдоглавост. Замисли, Будва летен фестивал. Она прво на некој прес беше облечена во некој фустан до колена, тесен. Ала Моника Белучи. Црногорците сите тамо, толку фанови, јас сум видел да трчаат само по Неизе и по Калиопи. Реално, да ја тегнат. Они паѓаа во несвест, викаа Хелена се дереа. Така беше? Така беше? Ти памтиш повеќе. Она треба да искочи на настап. Она треба да искочи на настап, има перфектен жолт фустан до земја со шлиц прилично смел. Добро, и летен убав. И летен, значи идеален за таа атмосфера, па и да дувне ветер, па и да се видат нозе. Значи убаво изгледаш, млада си, мислам, изгледа се уште супер она. Она зема, што ќе речеле другите, сама го соши шлицот, го направи некоја утепана дужина, али утепана, каде што ја крати фигурата и ја целата фигура. И како после да не ја критикуваш, кога гледаш дека и надлуци. Тоа се вика пристојност, која јас веројатно се носам од воспитание, и тоа воспитание е нешто што е навлезено во моите корени, јас не можам да го сватам. Да, сонце, ама јас сега ако почнеме да збориме, ја знаеш многу добро и мојата мајка. И мислам дека јас се блокирав ради мајка ми. Ми вика како тој Сергеј кај што јас сум одела таму кај него, толку многу сум го сакала, толку многу вика сме имале и муавети се, и кога доаѓала со мене добри 7-8 години од мојата кариера, мајка ми сега дека доаѓаш со мене, знаем многу добро, без мајка ми нигде не одев и у ВЦ. Пееше позади лавар. Мајка ми. Те памтам, не ти. Од добро, тоа само за мал круг на луѓе, за тебе сум ти гледаш колку сум те сакала. Па уште ти ме сакаш мене. Значи, пази! Не знам, чека, ќе треба пак да ја стекнам. Не, јас знам дека ти ме сакаш мене. Треба да ја стекнам љубов. Знам дека ти ме сакаш мене. Треба онака да ми искоментираш едно 10 убави стајлинзи и да речам браво бе Сергеј бе златен. Пошто гледам дека малце си пристрасен према тие луѓе што ти се блиски. Пристрасен ли сум? Така викаш? Калтрина вака, Калтрина така, скоро го видов тоа последното. Ја не викам дека е таа за не ме сваќа. Сакаш ли заедно да коментираме? Супер си е, меѓутоа. Ама знаеш, јас на крај си призна, вика, јас не знам, ама ја не знам многу ја сакам. Знаеш дека и си се знаеме блиски сме, си призна. Јас имам една идеја. Сакаш ли заедно да коментираме, ма? Ама знаеш дека јас не можам такво нешто. Не за други, не бе за други. Ајде заедно ќе седнеме од септември. Не, да сама себе да се коментирам. Чека, дослушаме, ама не преклопи. Да седнеме од септември, еве гледа ова ексклузива ли правиме у моментот? Да. О мај гад. Значи, од септември ќе дојдеш кај мене. И за све што сум те критикувал, ќе ги вратиме старите слики, ќе го отвориме твојот Инстаграм профил, без навреди, да видиме ти што мислиш, дали е таму исправно, ја да ти кажам дали мислам дека е или не, и да размениме мислење јавно. Сакаш? Види вака се, ако враќаме многу наназад, не мора да враќаме никој од нас не е безгрешен, сигурно сум имала по некоја грешка. Па јас имам грешка, ама ајде да не одиме толку далеко. Пази, ама имам и доста и шминки и стајлинзи од тебе во почетокот на кариерата. Па имаш. Сега, од кај си сигурен дека некој можеби тоа не би го искритикувал? Кој? Па има такви луѓе кои би искритикувале. Да на крајот на криштата, знаеш како, кај мене најбитниот акцент е гласот. Моментално окей, имам проблем, меѓутоа пеењето, музиката, гласот е најважното кај пеачите, кај манекенките, кај моделите, па и кај вас водителите, што е битно гласот. Жена, такво тело, такво вретено. Не е толку битно тоа. Се случува некогаш, само да ти кажам, се случува некогаш да те зезне некој за некаква облека, бидејќи знаете во Македонија има голема непрофесионалност. Например, у последна секунда ти откажат некаков стајлинг, фустан и слично, и некогаш се случило да скрпиш нешто од нешто што си носело до овде, значи да скрпиш да купиш нешто буквално од Зара и слично. Така што не можеш секогаш све да искритикуваш, окей, на пристоен убав начин прифаќам. Меѓутоа, со некои неубави коментари кои се многу навредливи према мене, не, зашто јас никого не вреѓам, не сакам ни мене никој да ме вреѓа. Ама ти не ме дослужуваш со анализа. Нема проблем, тоа можеме ја и ти приватно. Не бе пред камера. Абе приватно ќе си седнеме 3 дена ќе си збориме. Убаво е да си го зазбориме. Со тебе ќе се зазбориме 30 дена. Не можеш. Треба на одмор да идам со тебе да се или многу ќе се засакам или ќе Именно идеја не ми ја дозволувате од преска да кажам. Па не може да се преклопи од ова, кажи. А јас би сакала Елена во моментот да го одблокира Сергеј.
Леле, ова беше на од Инстаграм. Не, јас сакам прво да си направам муабет со него, потоа го блокирам. Дали ни ветува за Вака, чекај, ако мајка ми дозволи. Знаеш како, мама, ако каже, мајка ми ќе ме гледа. Мајка ти го диригира животот? Да ти кажам, Бога ми за тебе да. За ништо друго не. Па добро, тоа спрашај. Ако е. Зашто многу те сагаше и одеднашка беше шокирана. Како вака Сергеј зборува за тебе? Вика, како може вика човек со кој што вика си работела, кој што тој ти стилизирал, имало одредени моменти, па и доскоро беше со Ламби имавме една фотосесија многу бава. Кога? Пред 10 години, 7-8. Не, тоа е многу одамна. Имаше една последна беше таа. Со Ламбе беше прекоса. Со Ламбе. Не, кај сум јас со мокра коса. Имам тие слики со мокра коса си, да. Со мокра коса сум таму. Тоа е поише. Кај што сме кај Даре, кај што сме Моритов, да. Тоа е поише. И така да сакам да кажам, и на почеток на кариера, и мојата прва промоција. И првиот човек со кој што сум работела од стилисти и од шминкери, од фризери, воопшто тоа бил Сергеј. Тој не само што јас себе за разлика од него ќе го фалам, не само што од овој тип на професија направи гламур и уметност, иако беше претходно занает. Значи, многу добри стајлинзи сме работеле на почетокот и не само јас, него за многу јавни личности, па и за не јавните. Така што јас ќе си го паметам тој Сергеј со кој што сум имала најубав муабет, кој што многу сум го сакала, дури како мала, би бил еден од најубавите луѓе која имаше онаа црна коса до овде. Значи јас секогаш се зборам најдобро за тебе. Памтам многу добро дека вака сум го гледала. Јас сум 16 години кога прв пат почнав да работам и никош нема да можам да му го заборам тоа нешто. Јас бев анонимец, само што почнав да пеам, буквално немав никаква кариера. Тој прв беше кој самиот ми предложи да работиме заедно. Тоа јас никогаш нема да го заборам. Па ќе кажам, јас свртив па на убавите работи. Може ли? Не, за тоа сме тука. Ајде, нека не плаче, само не плачи. Ајде да го одборам. Ама ако вети јавно дека и најгрдо да сум облечена, најубаво ќе збори. Ќе рече, не можам тоа да ти ветам. Ќе си стави вака, пази. Па ќе си исплукам сам себе. А за инет ќе дојдам у пижами следен пат. Знаеш дека дојдеш у пижами него ли? Не, ќе си дојдам у пижами, му најгадните пижами. Ти напише порака на Инстаграм. Ако вакво, ако тоа го направам, ја ќе се исплукам сам себе. Ама за тоа со тебе во една конструктивна анализа може да влеземе, да речеме, во последните 2 месеца да го анализираме твојот стајлинг од септември. И да ти кажам што мислам, зошто мислам, ти да ми кажеш зошто така изгледаш. Тоа ќе треба да те платам, злато. Да ме платиш? Тој е стилист. Треба да ми одредиш, нели, да ми кажеш што е како е и тоа ќе треба и да те платам. Ќе ти дадам мислење. Ќе одвојам некој ден. Па пари не биле проблем за мене и за тебе никако. Не се за мене ич, така да. Ете така. Мене ми е баш драго што еве баш пред нашите камери имам прилика да слушнам дека вие двајцата еве на некој начин се смиривте, ги смиривте страстите, нема веќе лоши. Не сме се скарале. Не сме се скарале. Абе си сакам така да си блокирам луѓе, интересно ми е сега како да ти кажам. Не кажал нешто убаво за мене, сум си го блокирала. Па и ти можеш да ме изблокираш, ама ја ништо не сум кажала лошо. Па кажи бре слободно. Што да кажам кога имам најубава на свет душа и си ги сакам луѓето, поготово с луѓе со кои што сум почнала да работам. Како ти би реагирал? Ајде. Жена Божја, ја не можам да кажам дека си. Значи жена Божја, ја не можам да кажам дека си ти лош човек. Али дека си утнала стајлинг, нека си утнала. 22 години таман работа да не си. Па и јас сум утнал. И што е страшно сега што ќе ти кажам дека нека си утнала. Да бе, пази само како коментираш, има и убав некој начин, значи да можам да не се сетам лошо, него да видам да речам. Види го бе вистина човече, како не ми текнава како ги ставив меѓушиве или ова. Сваќаш? Па не ќе без златни или сребрени или обичаи, сакам вакви крај. Ти можеш да јадеш бурек. Па добро бе, ја тоа ќе кажам дека зашто имаш бели меѓуши. Зашто така си сакам. Така си сакаш, па чим ти така? Па исто како ти имаш бела кошула, може ли црна? Не, исто да бе, па да бидам ко Димитар. Абе, ја и ти крај немаме, боле да ги ослободиме. Нема, боле да ги ослободиме. Добро, ја мислам дека ви го направивме шоуто. Го градовме на Лазаров шоуто. Го градовме шоуто. Ова да се дешаваше тамо ќе беше. Него даваме микрофонот, приметуваш дека ја и ти го градно. А веќе имаме и публика. Имаме и публика, може ли да аплауз? Може сите од натре да ги викнете да се префрлиме на сцената на надвор. Јас ќе отпеам Нина Најна, а она ќе игра до мене заради тоа што ја боли грб. Слободно прекоментирам. Слободно ја ќе бидам ко колна патлиџани на Нина Најна. Што не ја испеа Нина Најна ќе пукна. Па не знам сега така е. Како не знаеш? Не знаев дека ја сакаш да ја знаев. Ќе испееше за мене да знаеш дека сакам Нина Најна. Нормално. Еве откако ќе те блокирам, не можам да те најдам пошто си блокирам. Не можам се возбудам. Еве ти. Што се превозбуди? Ајде со сила, нема веќе.
Unblock. Ајде follow. О, треба и follow. Ебе ви, јас. Не ме след. Ама ја да ме заследиш. Ќе те заследам. Еве. Чек. Ќе му предложам сега на Лазаров. Чекај, Јас да коментирам вака на подкаст за стилинг. Чекај сега. Иако појма немам, не сум стилист, не ме Држи интересира тоа. тоа. Така. Викаш да Леле, Што викаш за тај, да? Јас да коментирам. Години ме заследи на Инстаграм, пресреќен сум, еве follow back. Па изреагирај некако на као. Не бе, сега ќе се сликаме. Нина Најна ја има на Инстаграм као музика. Немој да ми кажеш дека ја нема. Како може да ја нема? Добро, може. Може да се сликаме, еве. Еве, сега ќе направиме една слика. Сакаш да одбираш филтер? Да не искочиме како згужвани? Пам сега ми сум години прошле. Што да се прави? Сликај бре, сликај ти сати. Кај сме бе? Чекай. Па сврти го. Фамозно стори. Еј, со сенки. Светло ни Навака, треба. навака. Еве. Доаѓа ти со микрофонот. Бе, кај одиш тамо? Па навака имаш светло. Чек. Дрпнати сме. Па не сме. Пошто треба. Баш ка ме прави многу дебело тој твој телефон, срам да ти е. Може ли така некој да осветли? Чек, не те бива за селфи, дај да пробам. Абе не, дрпнато ти е твоето. Да бе, моето види како дрпнато. ти. Упали блиц, молим Кај те ти се таму. би изразивот, кај ги копаш, човече? Ќе те научам. Ги откопа изразивот. Ќе те Па ај научам. сликајте не, пошто Чек. селфи не... Не, еве. Мора селфи сега да го ставам со Нина Најна. Ох, Па така некако. ај ти намести се. Ете, почитувани, ова е фамозното стори. Фамозниот камбек на пријателството на Сергеј и Елена Ристеска. Една преградка за крај би сакала пред нашите камери и веќе да нема зла крв. Мораш да се здебелиш. Не сакам. Јас сакам да се здебелиш. Сега пред микрофон или ќе збориме Можам да се? те гушнам, сакам да се... Добро, ти ме знаеш со некој не цели 10 кила плюс. Добро, па и тоа беше слабно. Јас сега имам 50 години. Кога ќе начукаш 50, Дај ќе Боже да сум така слаба да не морам. тогаш ќе бираш боле да си слаба, затоа што на околу 50 години почиња килажа да се тутка на чудни места. Еве, а почна. Почна ли? Почна се. Затоа боле да сум вака слаб ко коњокрадец, ко кол за патлиџани, него ли да сум ко што не сакам да сум сум. садал. Кај знаеш ти како изгледа кол за патлижани ти? Па затоа што е стап. Аме беге. А ти стап знаеш како е стап. телевизија дало. Абе овде е све дозволено па ти. Ете така. Дали треба од Hype TV Македонија да ја допрашаме нешто? Елена? Мислам дека ваков спектакл може да се одјавиме. Јас сум Сергеј Варошлија. А јас сум Елена Ристеска. А вие гледате Hype TV Македонија.